Обвинителството ја започна постапката против 4 малолетнички за случајот со насилството врз 13-годишното девојче во Ѓорче, кое било брутално малтретирано и горено со цигари, за што има и снимки. Јавен обвинител од одделението за малолетници побарал поведување подготвителна постапка до судијата за деца во кривичниот суд поради основано сомнение дека една 17 и 3 14 годишни девојчиња презеле дејствија кои во кривичниот законник се предвидени како кривично дело насилство. Од обвинителството велат дека до судот предложиле за децата да има и мерки на предпазливост, кои меѓу другото може да бидат забрана за приближување и контакт со жртвата и ограничување на движењето на одредени места. Од обвинителството појаснуваат дека се прибираат докази за 6 родители за кои има кривични пријави дека ја запоставиле својата должност за грижа и воспитување на децата. Во меѓувреме, поголем дел од околу 10 деца кои учествувале во насилството добија укори и намалено поведение од училиштата во кои посетуваат настава. Од ваквите случаи мора да научиме лекција и да се вложиме сите, и родители, но и инспекторите секаде да контролираат колку од она што е напишано на хартија како обврска всушност се спроведува во пракса, бидејќи освен децата случаите неретко ги премолчуваат и самите училишта, смета психологот Гордана Блажевска Спиридонова, психолог кој работи во гимназијата Никола Карев. Кога се работи за безбедноста на децата, нема компромиси. Тешко преминува од овој дел хартија трпи се, ако го имаме на хартија, а потоа не заживува првен во свеста на вработените, во свеста на луѓето кои имаат задачата и улогата да ги реализираат и имплементираат овие акцијски планови и документи и вистински да се вклучат во заштита на децата. За жал, во многу училишта се уште се прикриваат овие проблеми за да не се наруши угледот на училиштето, за да не излезе дека ние не умееме да се справуваме со проблемите надлежните во училиштето. По случајот во Ѓорче, Министерството наложи наставниците да дежураат низ ходниците и низ училишните дворови, а апелот до родителите беше најсилен да се ангажираат повеќе, а сугестиите од наставниците да бидат прифатени.